По број на жители, Кочани е рекордер во државата кога во прашање е заложувањето на становите. Општината со 11.000 домаќинства под хипотека има ставено близу 2.000 станови. Сите заедно се проценити на околу 15 милиони евра. Ова практично значи дека на секој пети стан во Кочани сопственици се банките. Ако се има предвид дека во Кочани се инвестира малку, приватниот бизнис речи си и да го нема. Тогаш повеќе од јасно е дека хипотеките не се за инвестиции, туку за нешто друго. Зошто кочанци го ставаат на ризик покривот над глава и стануваат кираџии на банките. Па што знам да ви кажам, мислам дека без парицата, пошто народот немаат пари, затоа невработеноста и тие ред многу работи. Немаш тие, немаат пари, немаат и може да уложат нешто да заработат некој бизнес. Без пари не се работи ништо. Сето ова, куповната моќ на граѓаните ја прави многу слаба. Лошо народно нема пари, ти гледаш што сум земала, патлиџани и пиперено кеси и толку. Сиромаштијата, немаштијата, немаат пари, нема вработување. Остануваат пензионерите со пензиите да ги ранат и тие невработените. Ова значи дека имотот во Кочани се продава тешко, особено оние поатрактивните објекти, па банките и хипотекарните кредити се најбрз начин да се дојде до пари, но и да се изгуби спечеленото по цени многу пониски од реалните. Имено, секој трет објект под хипотека завршува на барабан и се продава за најмалку 2 пати пониска цена. Друштво на лошата листа со станови под хипотеки на Кочани му прават Скопје со 30.000 заложени станови, Битола со 4.000, Куманово со 3.300 и Охрид со 3.200 хипотеки. На сите нив имотот им е проценет во денари, долари, евра и швајцарски франци. Исклучок е еден кочанец кој станот го заложил за 7 милиони јапонски јени, еквивалент на 50.000 евра.